вчера, не знам доколку не следевте, веројатно бевте на терен, прашувавме и вештачката интелигенција кои се 5 проблеми, па ги посочи. Кои 5 проблеми според вас вчера требаше да почнат да се решаваат? Пред 4 години требаше да почнеме набавката на нови автобуси. Пред 5 години требаше да започне имплементацијата на проектот БРТ систем, затоа што и тој во втората фаза предвидува набавка на 60 автобуси. Ако бевме паметни, тука можевме да направиме одлична композиција од двата проекти и многу порано да го превенираме девастирањето на јавниот превоз и услугата кон граѓаните. Имајте во предвид дека ЈСП, иако е под ингеренција на градот Скопје, тоа е стратешко претпријатие за државата. Во него се возат луѓе од сите градови кои што доаѓаат во Скопје на дневна основа да си вршат работа, не дај Боже да идат до болници, во здравствените центри. Социјален момент, пензионери, млади и така натаму. Исто така, значи прва одлика на туристите кои ќе дојдат што сакаат да го видат да се возат со јавниот превоз, значи кога ќе видите тоа е стварно страшна слика. Втората работа е веднаш хигиената, која што сметам дека пак ќе кажам срамота е да го дискутираме во 21 век, но со овој систем мислам дека општините брзо би реагирале, а градот Скопје ќе треба да се насочи во инвестирање на обработка и процесирање на отпадот, во кој што би можеле да добиваме и реагенси и суровини кои што потоа би требале да се произведуваат, да се преработуваат во готови производи. Една студија или анализа што 10 години го прогонува предпријатието Водовод и канализација дека ние имаме 50% загуба во водоводната инфраструктура, тоа значи дека секој втор литар вода не завршува во чешмите на граѓаните. Ја предвидувам еден современ метод кој што и јас и представници од Водовод и од Советот на град Скопје и неколку градоначалници сме го погледнале на неколку места низ Европа во други градови, вклучувајќи го и Загреб, каде што сметам дека за една година би можеле да ја преполовиме загубата и да не се доведуваме до вакви рестрикции кои што беше ова лето.